Добре дојдовте во оваа кратка видео презентација, која ви покажува како да ги поврзете уредите и да ги активирате услугите на Trimax, кои што вклучуваат телефонија, интернет и дигитална телевизија преку оптички медиум. Ова се комплетите на уреди кои што ги подигате од продажен салон на Македонски Телеком при склучување на договор за Trimax Optic пакет. Има два типа на уреди, односно Huawei HG8245 оптички рутер и Cisco ISB2231 ресивер. Во пакетот со Huawei HG8245 оптичкиот рутер добивате мрежен сив кабел со големи конектори, адаптер за напојување, додека пак пакетот со Cisco ISB2231 ресиверот вклучува далечински управувач, две батерии ААА, HDMI кабел, напонски кабел, мрежен кабел со големи конектори за поврзување на ресиверот со рутерот, SCART кабел. Пред да започнете со поврзувањето, важно е да се прочитаат сите важни предупредувања, совети и препораки. Откако внимателно ќе ги прочитате сите информации, рутерот треба да го поставите на место што не е изложено на директна сончева светлина и врз него да не ставате други предмети или уреди, за да се обезбеди природна циркулација на воздухот и ладење на уредот. Внимавајте, рутерот не поставувајте го во средина со метално обкружување, во близина на армиран зид или во близина на извори на јако електромагнетно поле, како на пример микробранова печка, бидејќи така се деградира квалитетот на безжичната мрежа, што тој ја зрачи. За време на приклучувањето или исклучувањето на приклучните кабли, препорачливо е оптичкиот рутер да биде исклучен од напојувањето. Исто така, важно напомена е рутерот да се исклучи од напојувањето и за време на атмосферски празнења, како и во случај тој да не се користи подолг временски период. Ве молиме никако да не гледате директно во оптичката линија без заштита на очите, бидејќи лазерот може да предизвика трајно оштетување на очите. Доколку во вашиот дом има мали деца, ве молиме внимавајте рутерот да не биде лесно достапен за нив. Поврзувањето на уредите започнува со поврзување на Huawei HG8245 рутерот со оптичката линија. Ова ќе го направите преку жолтиот кабел со син конектор од завршната кутија во вашиот дом во портата Optical на задната страна од уредот преку зелениот конектор. Откако ќе го вклучите уредот со оптичката линија, потребно е да го вклучите во струја преку напонскиот приклучок со адаптерот за напојување. Важна напомена е, по вклучување на рутерот во струја, тој да не се исклучува од напојувањето или да не се прекинува оптичката линија во следните 10 минути. Доколку се случи ваков несакан прекин, може да дојде до блокирање на оптичкиот рутер и да биде потребна понатамошна интервенција од Македонски Телеком за деблокирање или замена на рутерот. Откако рутерот е вклучен во струја, светнува LED диодата Power, а потоа почнува да трепка диодата PON и започнува процес на синхронизација, се додека сијаличката W1 не засвети постојано со зелено светло, што значи дека синхронизацијата е завршена. Во тој момент, оптичкиот рутер испраќа информација до Македонски Телеком дека е поврзан и дека почнува да презема софтвер, пошто уредот ќе стане функционален и подготвен за употреба. Доколку имате пакет со две говорни линии, процесот е завршен кога сијаличките TEL1 и TEL2 постојано светат, а доколку имате една линија, постојано свети само сијаличката TEL1. Телефоните ги приклучуваме со телефонски кабел со мал конектор RJ11 во TEL1 и TEL2 портите на задната страна од оптичкиот рутер. Доколку по поврзувањето на рутерот со оптичката линија, сијаличката PON не започне да свети зелено, или пак доколку сијаличката LOS засвети црвено, тоа значи дека имате проблем со оптичката линија од Македонски Телеком. Доколку има проблем со говорните услуги, нема да светат сијаличките означени со TEL1 и TEL2. Доколку ви се појави некој од посочените проблеми при поврзувањето, ве молиме да се обратите во нашиот контакт центар за пријава на пречки на телефонскиот број 122. Откако ќе го поврзате телефонот, следно што треба да поврзате е оптичкиот рутер со вашиот персонален или преносен компјутер. Доколку имате персонален компјутер,
Поврзувањето ќе го направите со мрежен кабел со RJ45 конектор во LAN 1 или LAN 2 портите од рутерот со мрежната картичка на компјутерот. Компјутерот, за да добие интернет услуга, нагодувањата на оперативниот систем Windows за IP адресата потребно е да бидат поставени така што IP адресата се презема автоматски. Во случај да користите Wi-Fi бежично поврзување, потребно е да се поврзете на мрежата која што автоматски емитира оптичкиот рутер. Името на безжичната мрежа е WirelessNet и истата не е заштитена со лозинка за најавување. За да го промените името на безжичната мрежа и да ја заштитите со лозинка, потребно е да се логирате на IP адресата 192.168.100.1 со некој од интернет преварувачите што ви се достапни за користење. Внесувате корисничко име root и лозинка admin. Во менито WLAN Configuration потребно е да внесете параметри за SSID, име на мрежата, Authentication Mode и лозинка. Во менито WLAN Configuration во SSID Name го внесувате името на мрежата. Во Authentication Mode вообичаено се избира WPA или WPA2, додека пак во полето WPA през Shared Key ја внесувате лозинката за пристап на вашата Wi-Fi мрежа. Поставувате лозинка по сопствен избор. За да се зачува поставената конфигурација, во менито System Tools Configuration File притискате на копчето Save Configuration. Со тоа, постапката за конфигурација на Wi-Fi конекцијата е комплетно завршена. Понатаму, за активирање на IPTV услугата, потребно е поврзување на Huawei оптичкиот рутер со Cisco ресиверот. Ресиверот се поврзува со оптичкиот рутер со мрежан кабел со голем конектор RJ45 во LAN 3 или LAN 4 портите од рутерот. Откако ќе го поврзате ресиверот со рутерот преку мрежен кабел, потребно е да ги поврзате уредите со вашиот ТВ приемник преку HDMI кабел кој овозможува најдобар квалитет на сликата. Доколку вашиот телевизор нема HDMI влез, поврзувањето можете да го направите со SCART кабел, кој што може да го добиете бесплатно во нашите продажни салони. Сега, ресиверот се приклучува во струја со напонскиот кабел и започнува да презема софтвер од IPTV платформата. Статусот на преземањето можете да го следите на вашиот ТВ приемник. Првин се појавува еден запчаник со празна линија на дното на екранот. По кратко време, линијата почнува да се полни. Откако ќе се наполни, се појавуваат два запчаника, повторно со празна линија на дното на екранот. Оваа линија се полни побрзо од првата. Кратко по полнењето на втората линија се појавуваат три точки и веднаш потоа на јавната страница на Max TV на екранот. По кратко време се појавуваат и програмите на телевизорот. Важно, додека трае постапката за најавување, ресиверот да не се исклучува од напојувањето. Доколку при поврзувањето дојде до каков било проблем, на екранот се појавува пораката грешка при активирање на клиент. При проблем на преземање, на екранот ќе се појави некој од следниве пораки. Доколку се појави некој од посочените проблеми при поврзувањето, ве молиме да се јавите во нашиот контакт центар на телефонскиот број 122 за да пријавите пречка со ознаката која ја дава вашиот ресивер. Покрај основниот Cisco ISB2231 ресивер, можете да поврзате и дополнителен ресивер Cisco 2201, чие поврзување е идентично со поврзувањето на основниот ресивер. Подетално, поврзувањето на дополнителниот ресивер може да го погледнете на видеопрезентацијата Поврзување на дополнителен Cisco ISB2201 ресивер на оптички медиум. Ви благодариме што сте наш корисник.